Се повеќе деца и млади во Македонија се соочуваат со анксиозност, страф, осаменост и психичка болка. Најновиот извештај на СОС линијата Ало Бушевко покажува дека секое трето јавување било поврзано со ментално здравје, а регистрирани се и случаи на самоубиствени мисли кај деца и млади. Колку навреме ги препознаваме сигналите дека едно дете страда? Дали семејството, училиштето и институциите знаат како да реагираат? Какви последици остава дигиталното насилство и колку социјалните мрежи влијаат врз психичката состојба на младите? За состојбата на менталното здравје кај децата, алармантните бројки во извештајот на Медјаши, улогата на родителите, училиштата и системот, да си кажеме со асистент доктор Билјана Гагачовска, субспецијалист по детска и адолесцентна психијатрија на Клиниката за психијатрија во Скопје, и Мимоза Костовска, волонтер на Ало Бушевко и соработник на Медјаши. Почитувани дами, добре дојавте во студиото на Телма. Добро ве најдовме. Костовска, ќе почнеме со прашање за вас. Што најчесто слушате од другата страна на линијата на телефонот, со оглед на тоа што ми кажавте дека 6 години сте волонтер на оваа линија Ало Бушевко и веројатно сте дежурна зад телефонот. Веројатно сте добиле голем број јавувања со оглед на тоа што само во 2025 имало вкупно повеќе од 280 јавувања. Со какви емоции и проблеми најчесто ви се јавуваат децата? Пред се, загрижувачка е состојбата, морам да нагласам, во целата земја, особено кај децата од 3 до 9 и од 13 до 19 години. Значи, најчесто децата кога ни се јавуваат се растревожени, анксиозни, загрижени и во недоумица што да прават и каде да се обратат. Првото јавување кога го слушаме гласот на детето, по гласот го препознаваме што се случува со самото дете. Дали е вознемирено или загрижено. И кога ќе оцениме, ние како педагози, како волонтери, на што алудира детето, имаме многу тешки случаи некогаш имаме полесни, а лесното е кога е загрижено само за себе. А потешки случаи имаме кога децата се јавуваат во име на друго дете, кој што нема храброст да се јави, тоа се јавува за другото дете да му помогне некако, знаејќи ја нашата линија. Ние сме среќни што постоиме, навистина, бидејќи од кога постоиме, од 2020 година, Ало Бушевко е достапен за децата во сите училишта. Добро, ќе зборуваме за Ало Бушевко во продолжение. Прашањето беше многу конкретно, сакам да чујам како звучат децата. Децата се тажни, децата се загрижени, значи децата исплашени, со страф и очекуваат помош. Добро, доктор Гагачевска, дали извештајот што го слушнавте од Ало Бушевко беше презентиран завчера на пресконференција, го потврди тоа што вие во секојдневно работење на Клиниката за психијатрија се соочувате како субспецијалисти за психијатрија на деца и адолесценти, или пак ве изненади можеби? За жал го потврди и можам да кажам дека тоа е само еден мал дел од реалната слика која што е во моментот. Но, по друга страна, она кое што ме радува е дека тој извештај не само покажува зголемување на бројот на проблеми со менталното здравје кај младите, зголемување на свесноста на младите да побараат помош. Така да тука имаме и од тој аспект зголемени бројки. Од една страна зголемени проблеми, но од друга страна поголема храброст да се обратат и да побараат помош. Добро, еве, малку во детали за извештајот покажува дека најголем број од јавувањата во текот на 2025 се поврзани со менталното здравје и веројатно се јавуваат деца кои се соочуваат со анксиозност, страф и психичка болка. Што ни кажува тоа за состојбата денес во која растат децата и младите? Видете, денес, за жал, децата се толку многу поврзани и комуницираат, а толку многу осамени и празни одвнатре, и трчајќи по надворешните вредности, по системот, по темпото на живот, не наоѓаат простор каде што можат безбедно психолошки да зборуваат за емоции. Значи, би кажала, денешните деца научија да прават совршени видеа на TikTok, ама не научија да ги препознат емоциите и да зборуваат за емоциите, и ние возрастните не создадовме безбеден простор за тоа. И одговорноста е во нас, да бидам искрена. Кога велите во нас, мислите на возрастните, меѓутоа би сакал подетално да слушнам која карика во тој систем, родители, училишта, целото општество, кој сегмент од општеството е најранлив и каде треба најмногу да се работи, бидејќи кога слушаме
дека вие велите од 3 години нагоре се јавуваат деца, меѓутоа според она што го видов таму, најопфатени, односно најбројни се од децата од 10 до 12 години кои најчесто бараат помош, а слушнавме дека имало голем број на самоубиствени мисли кај деца и млади. И обиди. Дали ова веќе станува збор дека е своевиден пораст на општеството во целина? Реално да. Реално да. Општеството, видете, здраво општество е она кое што има здрава младина. И кое што има младина, кое што има добро ментално здравје. Имајќи во предвид, но пак ќе повторам, зголемените бројки не се само зголемена инциденца, и зголемена свесност, бидејќи се зборува многу. Но ако земите сите карики во системот, некаде, не би го рекла потфрлуваат, но не добро се справуваат. Семејството како структура, како целина, надворешно има се, но многу малку има простор за разговор и она што постојано го апелираме. Родителите да бидат присутни за своите деца, да ги слушаат, да имат, видете, децата се јавуваат на ало бушавко, а немаат храброст дома да разговараат за тоа што им се случува. Системот како систем, училиштата, скоро секој училиште има психолог, но тие психолози повеќе работат административна работа и одењето на психолог се доживува како казна. Ако не си добар, ќе те пратам кај психологот. Психологот треба да биде сигурна средина, поддршка, да може секое дете да отиде и да зборува за сопствените емоции. Системот како систем, здравствениот систем, ние сме премногу малку како професионалци кои што работиме во оваа област. Треба да не има многу, треба да бидеме многу подостапни, треба да бидеме во секое едно место и во секоја една здравствена институција да бидеме присутни. Добро, велите, веројатно проблемот, базата на проблемот лежи во семејството. Колку е здраво семејството, толку се поотпорни и децата на секојдневните предизвици. Костовска вели доктор Гагачовска дека можеби кај децата доминира чувството и затоа се јавуваат на ало бушавско, бидејќи имаат чувство дека не може да бидат слушнати дома, веројатно. Тоа е факт. И кога ви се јавуваат вам на ало бушавко, најчесто се јавуваат поради страф, вознемиреност или анксиозност. Од што најмногу се плашат децата? Што ви велат? Од што се плашат? Да се плашиме да кажеме дома што ни се случува. Нема да бидеме разбрани. Мајка ми нема време за мене. На работа е цел ден, нормално, како што работното време сега се случува. Децата се осамени и сами бараат разговор. На децата им е потребен разговор. Може ли да ми парафразирате како оди еден разговор, например? Нешто што вас најмногу ве допрело? Секојдневно, постојано се случуваат дојави од таа популација ученичка, да речам средношколци и осмолетка децата што се, кога ќе се јават на телефон, кажуваат: "Ало Бушевко, може ли да споделам со вас еден проблем што го имам?" Кажат, и ние по гласот познаваме детето дали има страф, дали е вознемирено, дали нешто друго е во прашање. И по гласот сознаваме дали треба и како треба да реагираме. Пред се, првата задача ни е да го смириме детето, без разлика. Сега да разговараме. Не бараме да ни се представат како се викаат, од каде се, тоа не ни е важно. Важно ни е проблемот да ни го презентира детето. И кога ќе каже... И од што најчесто се жалат? Па се жалат од односот, например, на наставниците во училницата, дека се дискриминирани некои деца во однос на други. Добро, тоа е мал процент на дискриминирани. Најмалиот процент е всушност. Најголемиот проблем е менталното здравје. И затоа тие како изгледа таков разговор? Тоа е најстрашното и најтешкото кога ќе го добиеме да го зборуваме со детето. Бараме да се смири прво и да ни го каже проблемот, и кога ќе каже дека веќе ми е преку глава, не сакам да живеам, имам суицидни мисли, сакав и се обидов дури да си го одземам животот, а кога ќе прашаме зошто, па има причини тоа да се среди, дајте да зборуваме. Знаат ли родителите? Никако родителите не смеат да дознаат. Немаме ние подкрепа кај родителите. Многу мал е процентот на деца што се обратиле до родителите и нашле разбирање. Значи, од 10 деца, едно или две, тоа е огромна мала бројка, која што не значи воопшто, а додека самото дете бара помош од нас. И ние сме најсреќни кога ќе му помогнеме на детето, упатувајќи го кај психолог, упатувајќи го во службите кои што постојат во училиштата за првата помош да му се пружи. Добро, од се ова можеме да заклучиме дека денешната генерација на деца се многу поосамени, поанксиозни и емотивно пооптоварени од претходните генерации. Единствена добра вест,
ако може така да се каже, ова што го вели доктор Гагачевска е дека по-отворено зборуваат за проблемите од порано. Да. Добро, а на што се должи ова? Зошто секоја наредна генерација се пооптоварена на ментален план, кога станува збор за менталното здравје? Видете, живееме во еден свет кој што е премногу преоптоварен со информации и премногу ги бараме надворешната валидизација за нашето вреднување. Оваа генерација живее онлайн. Оваа генерација се мери онлайн и има еден, искрена да бидам, неавтентичен начин на доживување на системот на вредности на животот и како изгледа животот. Некако ги заборавивме оние внатрешни емотивни состојби. Никој не зборува за емоциите, никој не ги учи децата на емоциите, бидејќи, видете, фрустрацијата, стравот се составни, не може животот да ни биде полн само со прифатливи, срекни, убави емоции. И тие непријатните емоции се дел од нашиот живот. Оно што е важно е треба да ги препознаеме, разбереме и да имаме здрав и правилен начин да се справиме со тие емоции. Ние децата не ги учиме на тоа. Брзаме, се некаде брзаме. Не разговараме со децата. Она е тоа што им се случува на овие генерации и немаат време, едноставно, немаат време да се поврзат, вистинското емотивно поврзување да го направат. Кои се првите и најсуптилни знаци дека едно дете, например, психички страда, а околината тоа не го забележува? Или како што ја замолив Костовска да ни каже, да се обиде да парафразира како изгледа таа SOS линија кога некој дете ќе се јави ќе побара помош, може ли да ве замолам и вас да ми парафразирате или да откриете како кога доаѓаат кај вас на третман децата, каква помош барате? Еве ќе ви кажам, значи кај мене децата доаѓаат секако во присуство со родител, мора да дојдат со родител, бидејќи се малолетни. Имало неколку случаеви кога скоро полнолетни деца сами побарале помош. Имало случаеви кога дошле адолесценти сами побарале помош, но биле повикани родителите. Сега видете, многу често кога проблемот ќе стане надворешен, тогаш се реагира. Ако некој изреагира, кога детето станува агресивно, кога детето станува непослушно, кога одбива работи, многу често вие ќе слушнете лошо дете, невоспитано. Не е така. Значи, самата агресија ни кажува нешто. Најчесто за таа агресија стои болката, душевната болка. И пак ќе кажам, кога ќе се видат работите, кога ќе реагира училиштето, кога ќе се случи некој инцидент, тогаш се бара помош. Многу поретко се доаѓа, има и такви случаеви, секогаш и за поздравување се во секој случај, кога родителите ги забележуваат тие суптилни промени. Например, имате повлекување, имате дете кое што едноставно се променило. Она што досега било вообичаено за тоа дете, престанало да биде вообичаено. Се затворило, помалку комуницира, има проблеми со исхраната, ги менува навиките, не се смее толку. И тогаш се бара помош. Значи, во секој момент, нешто се случува. Не мора секој проблем да биде за кај нас, но прво е да го прашаме детето што ти се случува. Што е тоа толку што те боли за ти да се однесуваш вака? Без да напаѓаме, да се обидиме, да разбериме. Колку на клиниката за психијатрија во Скопје дневно третирате деца како преглед, како консултација? Бројките се различни, имајќи во предвид дека системот ни е таков каков што ние. Со мој термин сме, реално јас сум 6 пати во месецот сум на мој термин, каде што имам во просек по 12 прегледи, но никогаш не се само 12, во просек се до 20 прегледи. Исто така ги имаме ургентните амбуланти. Кога би рекла некој просек, би кажала околу 15 до 20 деца дневно, и тоа пак не е вистинската бројка, бидејќи искрена бидам, тоа се капацитетите. Тоа е премногу за нас како професионалци, бидејќи јас треба да бидам фокусирана и треба да бидам тука. За секој пациент? Па да, деца се. Добро, значи има и поголема потреба? Да. Не стасуваат сите да дојдат? Да. Од тие 15 до 20 што ги третирате на ден, на што најчесто се жалат? Која е најчестата дијагноза? Анксиозност? Депресија? Зависи. Промени во однесувањето, намалено расположение, анксиозност,
стравови, значи депресијата е доста честа, расстройства во исхраната, го тргам оној момент на невроразвојните состојби настрана, мада и кај тие деца, значи исто како и типичните деца и кај атипичните деца, имаме исто емоции, имаме исто промени во однесување, имаме депресивни состојби. Исто така фобичните состојби се многу присутни, тоа се стравовите кои што се појавуваат и зависи во која возраст зборуваме. Алармантно е тоа што е зголемен бројот на несуицидалното себеповредувачко однесување. Многу од децата, вклучително и помалите, спуштени се границите, не само тинеџерите. За себе повредување, зборам за сечење, зборам за горење. Меѓутоа не со намера да си го одземе живот. Не, затоа се вика тоа е несуицидално. Тука целта е да си нанесат болка, за да ја намалат душевната болка. Кога ги прашувам, објасни ми што е тоа што те тера да го направиш. Едниот одговор кој што го добиваме, докторка, знаете, многу е полесно да те боли телото, отколку да те боли душата. А другиот одговор е за да почувствувам нешто. Значи, тие негови емоции се толку блокирани, толку потиснати, што си предизвикува болка за да се почувствува жив и да почувствува нешто. И многу често го слушам да се казнам себе си. Знаете, многу е доминантен срамот кој што го чувствуваат, стравот од фрлање, од осуда, од етикетирање доколку споделат со нешто, со некого. Дали со семејството, дали со училиштето, дали со врсниците. И она што го кажа господјата, значи многу често се случува за другарче да бараат помош, но некогаш и кога се јавуваат на тие линии за другарче, всушност станува збор за себе. Бидејќи многу е полесно, многу е полесно за друг да побараш помош. Би се случило да ви се јави некој дете да ви рече ме боли душата? Буквално со тие зборови така да го опишува? Баш така, точно, баш така. И тоа машка популација повеќе од женска. Секако и девојчиња ни се јавувале, меѓутоа машките кои ќе ни се јават многу боли. Дигитализацијата си го направи својот долг, си го зема многу голем размер и настрада прво и пред се децата, бидејќи децата заборавија да комуницираат меѓу себе. Децата заборавија кога ќе идат на некоја прослава да разговараат. Сите во телефоните гледаат. Одат во кафич да се видат, да разговараат, сите во телефоните. Невестата игра на свадба, другарките сите на телефоните се. Значи, тотална изолација од комуникација. Затоа, меѓаши, направивме огромни напори да воведеме, како да се изразам, дигитално образование и ментално образование во училиштата. Веќе едуцираме и колеги, а и учениците се вклучени во тоа, за да се освестат дека животот е многу поинаков од телефоните. Докторка Гачовска, колку време треба за да заболи една детска душа и како заболува детската душа? Можеме да речеме дека дигитализацијата е виновна за тоа? Не би рекла еден фактор дека е виновен. Склоп на фактори и околности на некој начин. Видете, ние не можеме да ја негираме дигитализацијата, таа е потребна и веќе е составен и неопходен дел од нашето живење. Но сепак треба да најдеме време малце да посветиме и контакт лично во лично. Видете, не се само децата и ние возрастните сме истите. Седнувате дома на ручек со телефоните врака. Аха, да, тука сум за детето со телефонот врак. Не е тоа тука сум. Тука сум кога ќе го оставам телефонот и нека се само 5 минути, ама нека бидат квалитетно време. Детската душа боли, заболува, ако ме прашувате, ако страда, како расстройство или како болест, различно. Може да здоболи од еден збор, погрешно кажан, може да здоболи од една дисмисивно однесување од страна најчесто на родителите. Видете, кај децата најважни се возрастните кои што му се најблиски, значи семејството. Така се доживуваат себе си, така и собствената вредност ја доживуваат преку она што го гледаат од родителот, од мајката, од таткото, потоа одиме во школото. Значи учителката, зборам за првите години за нижите училишта, тие се тие што поминуваат најголем дел и тие ни се авторитетот, тие се лицата со кои што се идентификува детето. И многу е важно каков е нашиот однос и не е работата што ние им кажуваме. Знаете, едно дете ќе заборави што сте им кажале, но многу ќе памти како сте го направиле да се чувствува. Не секогаш е што ќе му кажам, начинот на кој што го кажувам тоа. Оти видете,
многу често стравот кај возрастните предизвиква до реакции, пример кога ќе видите некое дете, еве, ќе карикирам, пази ќе паднеш. Значи, пази шопреш ќе паднеш. Тоа е од нашиот страв дека ние се плашиме за безбедноста. Знаете што слуша тоа дете? Обвинување, викање. А многу поинаку може да се каже кога ние би ги регулирале нашите емоции, внимателно оди да не се повредиш. Тогаш разбира, мислам, многу различно, истата работа ја кажувате, начинот е различен. Токму и во извештајот се споменува термин, така е употребена формулацијата, ќе цитирам, криза во семејните структури. Точно. Зошто семејството денес се потешко ја исполнува таа своја улога на најинтимно и најбезбедно место за секое дете? Видете, Повторно сега ќе кажеме ново брзо време, сите брзаат некаде. Зошто брзаме? Еве, вие како специјалист, веројатно сте ја проучувале прво и човечката душа, потоа детската, како субспецијалист. Зошто сме доведени сите како луѓе, и не само во Македонија, генерално сега во светот, зошто сме дојдени како цивилизацијско ниво во фаза да сите постојано некаде брзаме и сите најлесно ние да се повлечеме сами со телефонот и да избегаме од реалноста. Од што бегаме? еве одговоривте. Каде брзаме? Каде? Од што бегаме? Еве одговоривте. Најлесно е да се повлечеме со телефонот. Зошто? Затоа што е многу потешко да се соочиш со емоциите и да видиш прво кај себе. Брзаме од темпото на живот е такво, но то не оправдува за тоа што ние го правиме. Кој го наметнува тоа темпо брзо? Па ние самите. Еволуцијата според мене во погрешна насока отиде, пак ќе повторам, нас технологијата ни е потребна за да функционираме, ама тоа не значи дека 30 минути не можеме да одвоиме за да разговараме. Кога последен пат вие сте биле на кафе со пријатели и сте уживале во кафето и да немате телефон? Кога? Кога имало свадба без невестата да ја снимаат и сите да гледаат во телефоните, како што рече Костас? Кога се случувало телефонот да не го гледате, ако звони да не се јавиме веднаш? Тоа е, пак ќе кажам, до нас, но не ослободува од одговорност. Ние го правиме изборот. Да, тежок е животот. Зошто е тежок? Генерално па сме на цивилизацијско ниво кога најлесно, најубаво се живее и не само во Македонија. Најмал број луѓе на планетава страдаат за храна, за вода. Никогаш подобро не се живеело на планетава. А страдаат повеќе за емоција и за поврзаност и за блискост. Пак ќе повторам. Зошто е тој апсурд таков? Многу е полесно. Многу е тешко. Луѓето имаат тенденција да го наоѓаат полесниот пат. Знаете колку е тешко се соочите со една емоција. Зошто, ајде не само децата, еве и возрастните, зошто е полесно да бидеш агресивен кога те боли душата, отколку да бидеш тажен и да плачеш. Кога си агресивен ја имаш контролата и јас контролирам што правам. А кога си тажен си во позиција надолу, мене ми е тешко и јас страдам. Дали ме сваќате? Да. Значи, ние имаме тенденција, човековата природа е таква, да си наоѓа полесни начини. Ние најдовме полесни начини за надворешно функционирање. Ние се доведовме себе си да живееме во свет кај што материјалните вредности ни се важни, а не духовните вредности, а толку многу зборуваме за тоа и полека разбираме што всушност е она што не исполнува. Знаете како, пак ќе повторам, сите можеме да најдеме време во тоа брзање, брзо и бавно, брзо и полека. Значи, се да направиме, но да најдеме и време за собствените емоции. Но прво, за да зборуваме за емоциите со нашите деца, треба прво ние да се соочиме со собствените емоции. И да ги разбереме и да можеме здраво и на еден квалитетен начин да ги пренесеме на младата популација. Бидејќи велите кај вас во ординација доаѓаат кога правите прегледи деца со родители во присуство, бидејќи најчесто ординирате, односно прегледувате малолетници и така е. Добивате ли впечаток чувство низ разговорот таму колку родителите се свесни зошто нивното дете е анксиозно, депресивно, се соочува со стравови? Видете. Како го објаснуваат тоа родителите? Велат, ништо не му е ќе му помине, што се случува со моето дете, или се свесни дека одредена причина во семејството го довела тоа дете во така состојба? Како и секаде има и вакви и такви случаеви. Значи има родители кои што се многу свесни. Има родители кои што знаат, сега да бидеме реални, кога веќе дошле кај мене, свесни се дека постои некаков проблем. Дел од родителите доаѓаат да им кажам дека нема проблем
и дека не се тие виновни. Дел од родителите прифаќаат одговорност, јас вака сакам да им кажам, значи, досега не знаевте, пример за одредено однесување, не знаевте дека ова довело до ова ситуација, имаме причинско-последична врска. Во моментот не сте виновни, децата не се раѓаат со прирачник. Значи, сите ние во животот учиме. Сега ќе ви укажам на некој работи. Јас можам да ве обвинам ако следниот пат вие продолжите по старо и не пробате да ги промените некои образци на однесување кои што биле предизвик. Сега, меѓутоа имате дел од родители кои што апсолутно не прифаќаат одговорност, имате родители за кои што јас сум виновна, окей, немам проблем, виновни училиштето, виновни се наставниците, сите се виновни, освен родителите како родители. Затоа ви викам, секакви родители има, како што нема секакви луѓе. Да, има еден дел од извештајот тамо, ако го најдам тука ќе се обидам и да го цитирам, меѓутоа беше добар пример. Како беше добра употребена добра формулација затоа што сакав да зборуваме за одговорноста, бидејќи родителите велат училиштето вели првично е семејството, база на односите и некако фрагментирано гледаме на целиот проблем и ја префрламе топката, односно одговорноста. И веројатно за тоа не можеме да се соочиме со проблемот, додека прво не признаеме дека имаме проблем и треба да го лоцираме. Видете, семејството е првото, каде што детето учи и го осознава светот, себе си и се останато. Понатаму, второ, иди покрај семејството, значи детето не влегува во училиште на 1 година, имаме предшколски установи, градинката, која што е систем, и тука се тие што се значајни за неговото воспитување, па понатаму оди училиштето, но секогаш основата е семејството. Има една изрека, нема да ќе сгрешам во бројките, меѓутоа 80% од случаевите кои што доаѓаат и кои што имаат проблем децата, доколку не е нешто невроразвојно, доколку невроразвојни се оние кои што се вродени, кои што во самиот развој се изјавуваат проблемите, зборам за она другата популација. 80% од случаевите се огледало на семејството. Значи не е проблем детето кој што доаѓа кај мене, детето е само симптом на едно семејство кое што страда. И за жал, многу често доаѓаме во ситуација каде што децата треба да примаат терапија, сериозна терапија, бидејќи семејството е тоа кое што не прифаќа, не превзема одговорност и не сака промени. Ние луѓето сме многу ригидни на промени. А пак ќе повторам, не знаеме како и то семејство што се однесува по еден начин си носи своји образци трансгенерацијски. Значи то семејство е така научено да се однесува и ги пренесува тие. И има некој начин што може би е подобар. Што попаметни од мене кажале дека е подобар, работеле на тоа и увиделе дека е подобар. Како да се прекине таа низа, бидејќи велите се пренесува низ генерации? Со работа, за да ја залечиме детската душа, треба да го залечиме прво семејството. Да. Како да се направи тоа? Прво да прифатиме, ајде да препознаеме, не препознаваме, но некој ќе ни укаже, да прифатиме дека имаме проблем, дека не е срамно, не е страшно да имаме проблем и да прифатиме дека одговорноста е во нас и дека со промена на нашите образци на однесувања ќе го промениме понатаму низот. Значи, промената е тука, да освестиш, да видиш и да промениш. Некогаш не е важно од каде доаѓа, важно е како ќе го променам да ми биде во функција мене. Веројатно и вие како психијатри се концентрирате на барање на решение, не толку на проблемот. Проблемот е тука, го има. Зависи што работиме. Во секој случај дали работиме психотерапија. И пак ќе ви кажам, се од ситуација до ситуација. Дали работам на причината зошто се појавила, кога ми е важна да откријам зошто е тоа така. Видете, имате симптоми кои што одоздола носат многу длабока скриена траума и ги препознаваме горе. Мене ми е многу важно да поврзам што се случило. Меѓутоа, некогаш не ми е важно што се случило, важно ми е да го средам симптомот првично. Знаете што е поургентно. За еден суицид кога имаме, значи еден тентамен, слем ќе мислам јас зошто, како, што и кера. Мене ми е во моментот најважно да ја обезбедам безбедноста на детето и безбедноста на околината за едно агресивно, страшно агресивно однесување. Кај дете кое што е опасно за себе и за околината, прво, ургентно ми е да го стабилизирам тоа.
потоа да продолжам да работам. Колку често децата се бараат? Колку е таа болка или потрага по припадност, по идентитет? Бидејќи велиме базата е семејните односи. Во развојните фази кај адолесцентите тоа е една од основните развојни задачи. Значи идентитетот, барањето на идентитетот, затоа и пак ќе ви повторам, зависи во која припадноста кон и семејството. припадноста кон групата да биде прифатено. И кај адолесцентите најчесто кавгите се со семејството за да се склони кон групата, да не биде отфрлено од врсниците, да биде прифатено, да не биде жртва на врсничко насилство, оти отфрлањето е нешто кое што нас како човечки суштества многу не боли. А прифаќањето е она кон кое што сите ние тежнееме, прифаќањето такви какви што сме во основата, да бидеме, и то се тие развојни задачи од најмала возраст, и родителите и околината да го прифатат детето такво какво што е, да го сакаат детето такво какво што е, безусловно, не во смисла ако си добар ученик те сакам. Да, јас те сакам и кога си налутен. Океј е да си налутен. И јас сум лута. И јас се лутам. Како реагирам, како да те научам правилно да реагираш со таа лутина. А те сакам и кога си луто, и кога си тажно, и кога си среќно. Има ли момент од тие промени во расположението што ги опишавте на почетокот, кога треба да се забележи околината, дали дома родителите, дали наставниците, што не смее да се занемари, кога е алармот веќе вклучен и кога кои се најчестите грешки што ги прави системот, родителите, наставниците? Видете, не би сакала да ги наречам грешки. Пропусти. Ајде, пропусти, нека бидат, пошто многу страшно звучи како грешки. Пак ќе ви кажам, добро, нема да не тука, обвинуваме нема напишано, па сега сгрешивме. А кога детето, вака, за мене е многу пострашно дете кое молчи. Дете кое што вика, дете кое што е експресивно, кое што вади емоција, кое што станува агресивно, кое што има променливо расположение, но ги покажува работите, е многу подобрата варијанта. Дали ме сваќате за препознавање? Мене повеќе ме загрижуваат мирните деца, тивките деца, оние совршените деца кои што однадвор изгледаат така совршено, а внатрешно всушност толку многу страдаат, бидејќи агресијата, таа агресија, детето што ја вади надвор, ќе ја решиме, ја гледаме, ја решаваме, ама кај ова дете не ја гледаме. Таа е насочена навнатре и нема да знаеме кога ќе ја премине границата на капацитетите кои што ги носи детето за да се справи. Кога детето се повлекува, се затвора, одбива да комуницира, значи одбива да јаде, многу често, знаете, зависи, пак ќе повторам, зависи во која развојна фаза се наоѓаат децата, различни се проблемите. Ајде, кај тинејџерите веќе забележуваме одредени однесувања, почнуваат и конзумацијата на одредени средства психоактивни, на почетокот дали е љубопитство, ама оди и во насока да си олеснам. Значи, видете, вчера имав дете кое што од 12 години конзумира марихуана. Моето прашање беше зошто и алкохол. Објасни ми да те разберам. Ми рече за да се смирам, за да почувствувам мир. Само кога пијам алкохол, јас сум мирен. А зошто е вознемирен во меѓувреме? Тоа беше другото. Што го вознемирува тоа дете? Значи, тоа дете си има свој предизвици, без оглед сега тука за каква состојба станува доздола, сосем беше нешто кое што е, ете, од порано непрепознаено стануваше збор за расстройство во активноста и вниманието, кое што го прави да биде такво, па како неприфатено, па како потребата да биде прифатено од врсниците, од сетото, и му дава една вознемиреност, и то дете побарало утеха, да кажам, на многу нездрав начин. И сега целта е ние да најдеме начин и разговаравме, бидејќи јас разговарам отворено, не ги лажам децата, сметам дека децата не треба да се лажат и од најмала возраст, има како соодветно на јазик разбирлив за нив да им се кажат нештата. И го прашав, окей, сега, дали може да се договориме дека ова повеќе нема да се случува? Како да не се случува кога мене внатре му викам, окей, јас ќе ти помогнам, затоа си тука. Нема да биде веднаш, ќе ни треба време, меѓутоа ќе пробаме да го најдеме решението. Но да се договориме дека дај ми шанса, беше разговорот, дај ми шанса 3 месеци, толку ми е потребно за да те доведам во стабилна состојба, дека нема да употребуваш и ќе го почитуваме договорот.
Тоа е, значи, зборам за дете на 12 години, не на 16. Не дека е во ред на 16 да се направи, апсолутно не е, но има разлика кога се почнува на 12. Добро, пред да завршуваме, имаме ли, рековте, не стасуваат сите деца кои им треба помош, па се јавуваат и на Ало Бушевко? Да. А веројатно не може да добијат третман. Зошто во држава не достигаат стручни лица, значи психијатри, психолози, капацитети од каков тип и дали веќе кога зборуваме за, може да зборуваме за епидемија на ментални расстройства кај младите и децата или? Не е Пресилен збор е, епидемија, ако е. пресилен збор е епидемија. Добро, но значи. раст на Раст, случаите, да, така? да. Пак ќе повторам, да раст, но и поголема свесност, бидејќи во наше Добро, но време зголемен имаше. број на Да. случаи, факт е дека има. Да. Како треба да одговори системот? Со инвестирање во ресурси кои што ќе превенираат, прво, а потоа во ресурси кои што ќе лекуваат. Кои се ресурсите што треба да превенираат? Повторно Прво сега да се вратиме на работиме за почетокот. зајакнување на капацитетите на родителството. И има и такви програми кои што за родителство, значи родителството се учи за активно родителство, инвестирање во програми за родителство, инвестирање во капацитетите, во обуки и спремност на како да кажам, професионалците кои што работат и во предшколските установи, и во школско. Ова многу звучи теоретски и некако Еве. како фраза повеќе. Поминавме како општество, како држава, пред се во овие последниве десетина години, а и генерално низ целата транзиција, преживеавме страшни трауми кога станува збор и за детски живот и за семејни односи. Се изнагледавме се и се што и навистина не можеме да излеземе од една траума, а веќе влегуваме во друга. Дали менталното здравје на децата, бидејќи треба како општество да признаеме дека имаме проблем и во семејството и имаме голем број деца што ги боли душата и имаат проблем. Менталното здравје на децата и на младите да стане државен приоритет. Еве вие како Да. Меѓутоа, јас би рекла нешто друго. За да имате добро ментално здравје кај децата, треба да имате добро ментално здравје кај возрастните. И пре би инвестирала во подобрување, би почнала од таму, подобрување на менталното здравје и благосостојба на возрастните, односно да научат да се справуваат од токму тие трауми кои што ги спомнавте, што како генерации ние ги поминавме, тие се возрастните кои што имаат деца, кои што имаат зголемени проблеми со менталното здравје. И кога ќе се инвестира целокупен проблемот, значи и возрастните да се научат, да се зборува отворено, тоа е, според мене треба да зборуваме јавно, да ги наречиме работите со вистинското име, да не се срамиме да кажеме дека не е срамота да побараш помош и дека на сите некогаш ни треба помош. Мора да завршуваме. Порака куса во една реченица само до децата кои не гледаат и што би сакале да запаметат од денеска и не само како стручњаци, како психијатри, како волонтери и педагог долгогодишен низ работа со деца, како родители, како луѓе пред се. Во една реченица мораме да се одјавуваме. До децата јас би рекла, зборувајте. Не се срамете од своите чувства и не се срамете и плашете од родителите. Значи, кажете им како се чувствувате и ако ви е тешко, барите помош. Не е срамота да чувствуваш. Напротив, тоа е доблест. Костовска. Првата детска амбасада во светот Меѓеши секогаш била отворена за сите деца во светот и пред се кај нас и секогаш ни е целта децата да ни бидат отворени, да зборуваат за се што имаат проблеми, пред се со родителите, потоа со Ало Бушевко, а секако нашата најголема цел и мисијата што ја имаме е да направиме секој дете да биде среќно. Децата денеска не ни се среќни. Мимоза Костовска, доктор Билјана Гагачевска, ви благодарам многу за учеството во денешното издание, да се каже. Ви благодарам и вас што не повикавте и зборувате за ваква важна тема. Почитувани вам и благодарам за вниманието, останете на Телма, имајте убав ден.